Осуетениот план за атентат на српскиот председател Александар Вучич за кој алармира Европол, ја крена на нозе српската, но и македонската јавност. Европската полиција алармира дека организирана криминална група подготвувала атентат врз Вучич, кој требал да се изврши во првите недели на февруари. Европол ги известил српските служби дека зад операцијата стојат лица од така наречениот Кавачки клан, кој оперира од Црна Гора. Веста е обелоден и српскиот министер за внатрешни работи Александар Вулин. Главниот лик и мозок на операцијата за атентатот на Вучич бил Радоје Звицер, познат криминалец, кој веќе се товари за организирање и нарачување на десетици убиства во Црна Гора, но и во странство. Станува збор за лице за кое македонската опозиција уште лани обелодени, дека бил дел од стотиците криминалци кои оперирале низ регионот и светот со македонски пасоши кои ги добиле нелегално. Српската премиерка Брнабич откри дека ова не е прва закана по животот на Вучич. Конкретно за Звицер смета дека е лик зад кој што стои некој поголем играч. Дали je on na čelu te kriminalne organizacije, ja to ne znam i u to sumnjam i mislim da postoji svakako neko ko je iznad Radoja Zvicera, a ko je to i da li postoji, to će ponovo utvrditi čitava ova istraga. Ali za mene je to trenutno sekundarno. Primarno je da mi to sprečimo i da zaštitimo život predsjedniku Republike Srbije. Радоје Звицер е актуелен во Македонија уште од лани, кога опозицијата го обелодени скандалот со над 200 фалсификувани пасоши, кои биле доделени на криминалци и наркобосови во регионот и пошироко. Од ВМРО ДПМН реагираат дека аферата се уште не е во целост разрешена и во затвор биле само ситни риби, а не високи функционери во власта. Од МВР реагираат дека ВМРО ДПМН ширела дезинформации, тврдат дека на Звицер не му дале пасош, а за аферата велат дека била судски расчистена, виновниците осудени, а сите фалсификувани патни исправи поништени.